колку што се добри антибиотиците за да речеме го решат проблемот и да ги уништат патогени бактерии, толку носат одредени штетни ефекти со себе, пред се во однос на стомачниот тракт, во однос на добрите бактерии кои што ги имаме, а треба да се знае дека 80% од нашиот имунитет се гради преку цревата, пред се преку тенкото црево, затоа што тоа е убедливо најголемиот орган кој што го имаме, и ако ние не сме свесни за таа работа, ако соодветно не ординираме и користиме добри пробиотици, ќе имаме проблеми кои што ќе се од типот на нарушена цревна дигестивна рамнотежа, пред се од тип на проливи, меѓутоа и други проблеми на дуеност, гасови и така натака. Така да, значи, од своја страна антибиотиците, иако го решаваат ако се правилно избрани и соодветно користени, најчесто го решаваат проблемот, предизвикуваат штетни нус ефекти и дополнително го ослабуваат имунитетот. Заради тоа и инсистираме дека ако наодите потврдат дека е вирусна инфекција, да не даваме антибиотици. Бесполезно е тоа, само го ослабуваме нашиот имунитет, односно не му даваме прилика на организмот да се бори. Во некои случаи дури некоја температура, да речеме, која што не е драматична, не е преку 38 со 5, е добра, затоа што тоа е одраз на тоа дека реагира нашиот имун систем и се бори, и потоа ќе создаде доволна критична концентрација на антитела кои што би ни помогнали или би не заштитиле од некоја следна слична инвазија на микроорганизми.